станува збор за долгорочен процес на подобрување на пазарот, јавноста, затоа што комуникацијата пред се однесува на пазарот и доколку не гледате нас, ако на Твитер објавуваме информации, тоа е затоа што ни се потребни информации и што ние правиме во тоа поле. И не е само Фейсбукот, личната комуникација, телевизијата, вебсајтовите и слично, туку тоа се нови начини на комуникација за кои што сметаме дека особено го подобруваат знаењето кое што го имаме и ке подобриме професионалната ситуација, состојба на новинарите. Ке ја подобриме и ситуацијата за време на изборите, исто така за нешто подоцна ке се наврата. Исто така морам да кажам дека особено страдавме на почетокот од годината од самиот факт што слободата на изразување беше нападната, драматично нападната преку нападот на еден од нашите иконски весници. Морам да кажам дека принципите, вредностите се нешто за што многу не потикнува, односно Сдруженијата на новинарите во Македонија ја изразија својата солидарност после самите настани. И исто така сметаме дека ова особено значајно да можеме да работиме заедно. И во одреден момент ќе треба да го имаме овој вид на диалог, бидејќи тоа ќе биде колективна работа, поготово што се однесува до следниот период, кој што е период на избори. Секако, како што сите знаете, работните групи се соочуваат и работат на изборите и тие од 15 јули и 15 септември договорите, сите сметаат дека прозорецот на можности е отворен со овој договор. Отворена со овој договор, поготово бидејќи сега имаме нормализирање на сцена, и имаме враќање на опозицијата во парламентот, но овој контекст медиумите е круцијален. И ние исто така за следниот чекор на имплементацијата на договорот. Ние сме особено среќни што завршивме со истражувањето во овој период и што всуштост можеме да се повикаме на него како доказ, како потврда за информација која што ќе биде значајна за следниот чекор. И бидете сигурни дека француската и германската амбасада секако ќе бидат целосно внимателни во поглед на користењето на медиумите во текот на овој нов период. Фокусирани посебно по воспоставувањето на систем, откако ќе се одлучи за воспоставување на системот. Дозволете ми да ги споменам резултатите од истражувањето, нема да зборувам за нив, затоа што не станува збор за резултати кои што можеме да кажеме да или не, тоа се резултати. Слободата на медиумите, морам да кажам, всушност е само техничко прашање. Плурализмот на размислувањето и плурализмот на пишаните медиуми, социјалните медиуми се круцијални. Имаат особена значајна цел за целата наша демократија во Европа, но исто така представуваат и законска и политичка обврска. Ние сметаме дека тоа е една од суштинските и основни слободи во демократијата и гледаме дека овој извештај во последните 12 месеци во оваа рамка го покажува тоа со евалуирање на праксата на судството и законската рамка што се однесува на она што го спомнавме, што го спомна и господинот вице-премиер. Случаите кои што беа изнесени пред суд, гледаме одреден оптимизам, имаме подобрување, имаме во рамките на ОПСЕ имаме развиено и проект. Омразата, криминалните всушност проекти поврзани со спречување на говорот на омраза. Гледаме и прогрес во тој поглед. Имаме одреден напредок, но сметаме дека дополнително финансирањето на медиумите е особено значајно и е да фрлиме поглед на методологијата за анализа.
ги финансира различните медиуми и како независноста на медиумите во овој контекст може да се обезбеди. Нема да елаборирам повеќе во однос на содржината на извештајот, но ве молам дозволите ми да завршам со два битни елемента. Спомнавте, господине вице-премиер, Министер спомена различните совети кои што постојат на различно ниво за да се гарантира независноста на медиумите. и особено е точно дека овие инстанции, на пример, агенциите за медиуми и визуелни услуги, работат темелно, имаат своји мисии. Менете за оваа цел? И различните етнички инстанции кои што исто така се битни во овој контекст. И на крај би сакала да го споменам Би спомнала ситуацијата на новинарите, на една професија која што сите сакаме да ја засилиме. Значи, статусот, независноста, целокупниот систем за кој што се говори, со кој што зборувавме со Сдруженијето на новинари во неколку години уназад, како можеме професионално да го зајакнеме медиумскиот сектор во систем во земјата. Сметам дека исто така тоа е дел од слагалица која што треба да ја наредиме за ако сакаме да прогресираме кон европските интеграции, да го подобриме професионалниот статус на новинарите.